Од Истривер, нашите новинари известуваа за дипломатската битка околу признавањето на Македонија и од светската организација. Поддршката за прием на Република Македонија во Обединетите нации, изразена во говорите на повеќеми на амбасадори, беше зајакната и со документот за спонзорство за нашиот прием, потпишан од над 60 земји со кои се препорачува нашето влегување во светската организација со акламација. А потоа председавачот го поканува председателот Глигоров да се обрати до Генералното собрание, во кое за прв пат одекна македонскиот збор. Со овој чин се круниса повековековното тежнение на македонскиот народ и неговата 130 годишна борба за слобода и независна држава. Приемот на Република Македонија во меѓународното семејство на народите е чин со кој триумфира правдата и светол пример како еден мал и миролюбив народ по мирен и легитимен пат го оствари своето право на самоопределување и државност и својата одговорност во меѓународната заедница. Граѓанки и граѓани, да живее Република Македонија, равноправна членка на Обединетите нации. Во резолуцијата 817 внимателно е напишано и дека Грција и Македонија ги формализирале билатералните односи со подпишувањето на премената спогодба во Њујорк на 13 септември 1995 година. Ние ги изнесовме сите наши ставови, кои се иначе познати во врска со нашата определба, да преку диалог ги решиме спорните прашања меѓу нас и Република Грција, да најдеме основи за еден договор кој би на траен начин го решил прашањето за добрососедски односи меѓу нас и Грција. И разбира се, ги изнесовме и оние наши становишта кои мора да се имат во предвид кога се говори за тие односи, а тоа е правото на нашиот народ да своето уставно име го промовира на меѓународен план и на тој начин да се разреши тоа прашање, а се друго е предмет, разбира се, на преговори и на барање на оно што се заемни интереси.